или со Дуи или во владата. Меджити повторно му фрли ракавица на Таравари дека не може да седе на две столчиња и дека треба да реши дали ќе остане верен на принципите на вреди заради кои влегува во владата или ќе соработува со интегративците на Али Ахмети. Меджити тврди дека владиното мнозинство е стабилно и дека единствен проблем е Таравари и неговата алијанса. Влен, значи, нема никакви дилеми, продолжува во таа насока зашто ги побара и тие 107.000 гласови како победничка опција во албанскиот кампус. Тука е проблемот до господинот Таравари и мислам дека ние одлучивме дека Влен ќе биде едно. Значи ќе се топат сите политички партии во Влен, веќе тоа го барат гласачите наши. Второ, одлучивме дека и соработка со Дуи и натре во Влен не е можна. Според Меджити, владата си работи редовно, а доказ е и дека вчера се одржала и редовната седница, на која пак по игра на случајот не присуствувал Таравари, но присутен бил Арбен Фетај, кој доаѓа од редовите на Алијанса за албанците. Превирањата во коалицијата вреди се префрлија во владата откако Таравари одлучи дека ќе оди на локалните избори сам, а не исклучи евентуална соработка со Дуи за време на локалните избори во вториот круг, што за Меджити е неприфатливо. Во меѓувреме, вреди веќе го започна процесот на формално обединување во една нова политичка партија. Викендов донесена и одлука новата партија да ја раководи председателството 23 члена, кој ќе биде составено од представници од сите партии од коалицијата. Официјално нема информации кој би бил председател, но во игра е Меджити. Приоритет ни е да го оствариме тоа што ни е барање од гласачите, да не се расцепка гласот, туку да биде во еден политички субјект, тоа е Влен. Мислам, се збори и за моето име, но нема одлука околу тоа. Значи, по-приоритетно ни е Влен отколку индивидуални амбиции или други концепти. Инаку, за односите во владината коалиција ќе разговараат очи во очи Мицкоски и Таравари на средба која треба да се одржи после првомајскиот празник. Од таа средба ќе зависи дали Таравари ќе го задржи министерското столче.